Вести на Ирис телевизија. Пробиштип со најголема донација во историјата го решава проблемот со водата за пиење. Со пари од Словенија, но и од државниот буџет се обезбеди 1.200.000 евра за проширување на филтер станица. Општина Пробиштип со 1.200.000 евра го решава проблемот со водата за пиење во градот, но и во неколку села. Средствата се веќе обезбедени преку донации од Центарот за развој на Република Словенија во висина од 600.000 евра, а пред 2 дена владата ја донесе одлуката за овој капитален проект од буџетот да се издвојат 600.000 евра. Објави денеска градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов. Средствата ќе се потрошат во дел на реновирање, односно сервис на постоечката веќе филтер станица и зголемување на капацитетот, кој што општина Пробиштип го има во овој момент од 75 литри во секунда. Со овие средства ќе се зголеми на дополнителни плюс 25 литри во секунда. Анастасов додаде дека со овие средства ќе се реконструира и старата пумпна станица во село Ратавица, каде што ќе има можност за изградба на нов цевковод од старата пумпна станица до Пробиштип. Овој проект е капитален за населението на територија на општина Пробиштип. Со овој проект ќе имаме можност и да доведеме систем на водоснабдување и во некои рурални средини кои што се уште ги немат, но значи еден силен, да кажам, импулс за приватниот сектор, односно за можност за користење на техничка вода до приватните, односно производствени капацитети на територија на општина Пробиштип. Според локалната власт во Пробиштип, ова е првата ваква голема историска донација, а со која се решава деценискиот проблем со водата за пиење. Вечерва во Дом на млади премиерно ќе биде проектиран документарниот филм на младата режисерка Тања Симоновска, а веднаш потоа ќе се дебатира со цел да се одреди вистинскиот пат по кој треба да се движи оваа култна институција. Вечерва во Дом на млади премиерно ќе биде проектиран филмот Дом на млади во режија на младата режисерка Тања Симоновска. Веднаш по завршувањето на проекцијата е предвидено да се одржи и дебата, на која ќе се развие дискусија со цел да се пронајде вистинскиот пат по кој треба да се движи оваа култна институција. По завршувањето на овој документарен филм ќе имаме една дебата каде што сакам заеднички со граѓаните и со чинителите, па и аматерите, а сега веќе професионалци, да отвориме прашања по кои што мислам дека треба траекторијата полека да се враќа на правилната насока, а тоа е одржувањето на Дом на млади и како да продолжи понатаму во иднината. Секако да не го забораваме минатото и на Дом на млади и неговата функција која што ја имал во Штип. Во најбрзо време, посочи Трајков, Дом на млади ќе распише оглас за изноѓање идејно решение за внатрешно и надворешно уредување на оваа институција. Ќе распишеме конкурс за сите студенти кои што се на факултетот за архитектура, дом и мода и дизајн, да можат да земат учество со свој труд, да можат да изработат екстериорно уредување на Дом на млади и интериорното уредување на Дом на млади и да понудат решенија за фасадното уредување на самата фасада. Да, фасадата ќе претрпи промени. Пред 4 години Дом на млади беше целосно реконструиран, а градежните зафати чинија 120.000 евра. Идните ловци повеќе нема електронски да полагаат ловечки испит. Со измените од законот за лов се укинува електронското полагање за кое досега кандидатите мора да патуваат во Скопје. Ловечки испит повеќе нема да се полага по електронски пат, се враќа стариот начин на полагање. Кандидатите нема да одат во Скопје, испитот ќе го полагаат пред комисија во општините каде живеат. Па комисијата се уште не е формирана, тоа го прави Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство. Наскоро ќе се формира и членовите кои имаат, значи, поднесено барање за полагање ќе полагаат во Штип. Секако дека од времето имавме и до 100 членови кои сакаа да полагат, таа бројка малку се намали, меѓутоа 50 до 60 баратели веќе се пријавени и тоа е задоволителен број. Со ова ловните здруженија очекуваат да го подмладат своето членство. Во Штипското здружение ловец од над 500 членови, 120 се над 65 години. Ќе биде добро, бидејќи младите ловци чекаат да полагаат, меѓутоа одењето до Скопје им правеше дополнителни трошкови. Нам ни требат млади
членови за унапредување на ловството. Значи тоа е исто така и хоби, така да е добре дојдено. Без уверение за положен испит, кандидатите за ловци не може да добијат дозвола за носење и поседување на ловно оружје. Ловните здруженија во државата, меѓу кои Штипското здружение, бараа измени од законот за ловство поради сложената процедура, временски ограничениот период за полагање за кој сметаат дека е недоволен за да може кандидатите да се стекнат со знаења и да полагаат, бидејќи само еднаш во годината секој од општините доаѓа на ред за полагање. Со усвоените измени од законот за ловство, ловички испит ќе може да се полага цела година, а истите важат и за досегашните апликации за испити. Советот на општина Виница одржа 7-та редовна седница во фокусот годишните планови за вработување, усвоена и завршна сметка на јавното комунално претпријатие Солидарност. Годишните планови за вработување за тековната и наредната 2019 година во фокусот на 7-та редовна седница на Советот на општина Виница. Општината ќе пополнува места по основ на систематизација кадар кој недостасува, а по основ на пензионирање во 2019 година во тековната година се уште не е распишан ниту еден нов оглас за вработување. Планот за вработување за 2017 година што беше донесен. Доколку локалната самоуправа и јас како градоначелник одлучивме да го спроведеме, тој план го спроведе. Меѓутоа, сите тие вработувања, нити еден оглас не е распишан. За 2018 година, како што кажав, дел од овие вработувања беа преклопени, исто како што се преклопени за 2019 година. Во 2018 година до сега, општина Виница нема распишено нити еден оглас за вработување. И кажав и пред малку, доколку одлучиме дека ќе има потреба за одредена институција, флексибилноста на годишниот план е токму за тоа. Не е да се вработат сите кои што ќе однесе годишниот, кај што ќе однесете вие советници годишниот план. Од опозицијската ВМРО ДПМН се забелешки во однос на планот за вработување. 13 од овие 16 години работни месеци се огледа планот за вработување. Причина за тие планирани вработувања се зголемување на надлежностите на институциите или органот на работа. Кој е тој орган толку зголем и надлежностите на општина Виница за потреба тие 13 години? Минатата година општина Виница имаше реализиран план од 19 милиони денари. Колку што се сеќаваме и вие се сеќавате добро, тоа беше на последната седница на оваа година. Моментално општина Виница има обезбедено средства од 130 милиона денари, плюс, само сега ќе го наведам, дека веќе од понеделник почнуваме со воведување во работа за изградба на спортска сала во основното училиште Славчо Стојменски. Тоа се плюс 25 милиона денари. Толку е зголемен обремо за работа ДАСО минатата година и сега. Значи, до сега имаме обезбедено 155 милиона денари, кои ќе бидат реализирани и кои почнаат дел да се реализираат. Толку е зголемно, од 19 милиона на 155 милиона денари. Детската градинка побарала согласност за 5 нови вработувања. Јавното комунално претпријатие Солидарност околу 20 нови вработувања за 2019 година. Библиотеката побарала согласност за 3 нови вработувања, училиштата речиси и да немаат потреба од вакви согласноси. Мнозинството советници ги поддржаа новите планови за 2019 година, датоа согласност и за основање на регионална депонија кај Свети Николе со претоварна станица за Виница и Кочани. Секој јавно претпријатие ќе добие возила за смети канти. Беше донесена предлог одлуката за собствено учество на општината во проектот за изградба на фекална канализација во селото Лески. Вкупната вредност на проектот е 941.295 денари, а се обезбедува кофинансирање во висина од 20%, односно 189.000 денари од општинската каса. На 7-та седница повторно низа критики беа упатени на сметка на Источниот плански регион, кој според дел од советниците изминатите 8 години се реализирале проекти за интерес на општините Кочани и Штип, а посебно критика за неплански изработен проект без соодветен надзор имаше за уредувањето на коритото на Виничка река. На оваа седница беше усвоена и завршната сметка на јавното комунално претпријатие Солидарност. Во продолжение писмена реакција по пресконференцијата на ВМРО ДПМН од 28 март 2018
во врска со детската градинка Кокичиња од Таринци. Во детската градинка Кокичиња Таринци во месец март беше објавен јавен оглас за вработување на 9 извршители на неопределено време. По завршување на огласот, во една транспарентна и законска постапка се вработени 9 лица, кои се стручни, квалификувани и ги поседуваат сите потребни квалификации и лиценци за работа во детска градинка. Сакаме да подсетиме дека детската градинка во село Таринци започна со работа во месец октомври 2015 година, а се до месец ноември 2017 со градинката раководеа или требаше да раководат директори, поставени од градоначалник од вашите редови. Во овој период апсолутна власт на локално ниво имаше ВМРО ДПМН. За воля на вистината во 2017 година, повеќе од 5 месеци, детската градинка немаше директор. Можеби ќе објаснете кој се грижеше за децата и вработените, чија беше одговорноста за неисплатените неколку плати према вработените и како функционираше истата. Господа од ВМРО ДПМН, пред луѓето сакате да демонстрирате високи морални норми и да се прикажувате како жртви на некаков политички реваншизам. Меѓутоа и самите не се верувате во тоа што го кажувате, а камоли некој друг да ви верува. Вашето време на незаконско и недомакинско работење заврши. Граѓаните го кажаа својот избор на локалните избори во месец октомври 2017 година. Се вели во писмената реакција по пресконференцијата на ВМРО ДПМН од директорот на детската градинка Кокичиња Таринци Марина Стојанова. Во мултимедијалниот центар на Штипскиот универзитет Гоце Делчев од утре почнува неделата на француски филм. Штипскиот универзитет Гоце Делчев од утре го отвара фестивалот на францускиот филм. Љубителите на филмската уметност секој ден од утре во мултимедијалниот центар во 19 часот може да ги видат француските филмови. Неделата на францускиот филм ја најави на денешната пресконференција проректорот Кирил Барбареев. Така да станува збор за една осмислена организација која што ќе има повеќе цели, а покрај тоа во оваа прилика би сакале да кажеме дека сите представи се од отворен карактер, дека покрај студентите, средношколците може да дојдат и заинтересирани граѓани, не се наплатува за кинопроекциите кои што ќе се представуваат во мултимедијалниот центар. Мислам дека сите представи почнуваат од 19 часот. Свеченото отварање е утре, кога се очекува да дојдат представници од амбасадата на Република Франција и од Францускиот културен центар. Неделата на францускиот филм почнува со филмот Фамилија Белиер. Проректорот Барбареев најави дека во текот на април и мај во Штип, но и во сите центри на универзитетот, во Струмица, Кавадарци, Прилеп и Скопје, ќе имате отворени денови со средношколците, а на кои што ќе ги промовираат своите факултети и студиски програми. Амбасадорот на Република Унгарија во Република Македонија Ласло Ишмандукс денеска беше на работна средба во општина Виница со градоначалникот Ивица Димитров. Општина Виница е заинтересирана за заекнување на контактите и унапредување на соработката со локалните заедници во Република Унгарија, посебно со општините кои имаат искуство во спа туризмот. Ова меѓу другото беше речено на работната средба што унгарскиот амбасадор Ласло Иштван Дукс ја имаше денеска во локалната самоуправа на Виница со градоначалникот Ивица Димитров. Разговаравме за геотермалните води кои што ги нудиме како општина, разговаравме за економските развојни зони, разговаравме за акционите планови кои што нашата општина ги има донесено. Се надеваме дека во иднина општина Виница и градовите, како и цела Унгарија, ќе имаме добра соработка, ќе соработуваме во овој дел и успешната приказна која што ги има Република Унгарија пред се во спа туризмот, се надеваме дека придобивките и ние како општина ќе ги имаме за овој ден. Magyarország, Magyar Nagykövetség arra. Се залагаме за тоа повеќе македонски општини да воспостават добар контакт во Република Унгарија. Наши приоритети се да се зголеми економската соработка помеѓу двете држави. Се надевам дека ќе имаме успешно соработување и на полето на културата.
На средбата се разговараше и за проширување на меѓусебните врски кои досега најмногу се во областа на културата и во поддршката на ромската заедница кај нас, а тенденција е да се зајакнат односите во економијата. Општина Виница е заинтересирана и за збртимување со некои од градовите во Унгарија, поради што очекува со помош од унгарската амбасада контактите да се интензивираат. Во рамки на посетата на Виница, амбасадорот Дукс го посети основното училиште Гоце Делчев, како и производствените погони на прехранбената компанија Мак Прогрес. Штипската сувенирница веќе 4-та година поред како е ругло во центарот на градот. Наместо во неа да се продаваат сувенири, таа е мета на штипските вандали. И по 4 години откако беше поставена, штипската сувенирница не проработи. Оваа монтажна барака остана да биде вистинско ругло во центарот на градот. Искршена, уништена, светилките светат, а честопати се користи како јавен тоалет. Во ваква состојба се наоѓа овој објект, каде што требаше да се продаваат сувенири и разгледници автентични само за градот под Исарот. И граѓаните коментираат, велат дека е срамота што институциите дозволиле до ваков степен да се уништи овој објект. Што да кажам, џабе стоја тоа. Тоа партиски наместија го тamo и ај се здрави. Треба се среди тоа. Има си инспектори, има се луѓе за тоа и треба се среди. А сега колку се моќни они? Од Министерството за култура со став дека овој објект, но и останатите други сувенирници во државата не го дадоа очекуваниот резултат. Во текот на оваа година, Министерството за култура ќе отпочне широк реформски процес во неколку области во културата, а ќе се бара одговор и за начинот на кој ќе работат овие сувенирници. Нешто повеќе од 1100 хектари годинава во Штипско и Карбинско ќе бидат посејани со пролетни култури. Според плановите на земјоделците за новата реколта, најмногу на нивите ќе се посее пченка на околу 300 хектари, како и оризот, луцирката на 150 хектари. Пролетниот јачмен ќе го има на 50, овесот на 40 хектари. Градинарските култури на ниво и во пластиници ќе бидат застапени на 125 хектари. Производителите во Штипско најмногу ќе произведат домати, а најмалку компир. Доматот како и бостанот ќе го има на 60 хектари, пиперот на 30, компирот само на 15 хектари. Тутунот во Штипско, според информациите од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип, ќе се посади на 120 хектари. За крај вести од спортот. Екипата на УГД Студент во Штип го загуби реванш над преварот од екипата на Весна Пробиштип со резултат 0:3 во сетови. Така во финалето на македонскиот одбојкарски куп ќе се сретнат екипите на Струмица и Весна од Пробиштип. А селекторот на македонската футсал репрезентација до 19 години, Маријан Стефановски, повика двајца млади фудбалери од екипата на Стиба од Штип да ги бранат боите на престојните меѓународни надпревари. Селекторот на македонската футсал репрезентација до 19 години, Маријан Стефановски, повика двајца млади фудбалери на клубот Стиба од Штип да ги бранат боите на оваа селекција. Добрите игри на Давид Милодинов и на Иван Николовски во досегашниот тек од првенството во првата футсал лига на Македонија беа забележени од селекторот и тој со овој повик им дава шанса да се доискажат. Македонската футсал репрезентација до 19 години е поканата и ќе настапи на меѓународен турнир во Хрватска, на кој ќе настапат уште неколку футсал репрезентации до 19 години. Ова е голема чест и задоволство за раководството на екипата на Стиво и на тренерот Илија Митров, бидејќи неодамна во состав на А селекцијата на Македонија на турнир во Косово настапи играчот на Астиво Александар Милодинов. Овде ќе се одјавиме од вестите на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието и имете убаво вечер.